Почитувани колеги, би сакал една работа да споменам тука за градот Тетово, кој што многу често беше и во минатото и сега споменуван и беше дел од партиските дискусии и препукувања зошто има толку високо загадување. Додека беше Социјалдемократскиот сојуз опозиција, една од главните тези беше дека комбинатот Југохром-Јегуновце е главниот извор на загадување на Тетово и на Тетовскиот регион и дека тој ги труе граѓаните. И дека тогашната власт не сака да превземе мерки, не сака да го затвори, не е способна и слично, и со самото тоа го става во ризик квалитетот на живење на граѓаните. Но, почитувани пратеници, само ќе ви прочитам една вест, која што е од месец јануари 2020 година и пишува вака. Веста е од Алса телевизија, која што внимателно ги следи состојбите и во тој регион. Втор ден поред, тетовци дишат воздух 8 пати позагаден од дозволеното. PM частичките се искачени на 460 микрограми на метар кубен, PM10 частичките. Невладините организации, значи не зборам тука дали кажал Илија Димовски или Никола Мицевски или некој од владата или некој од ДУ или од БЕСА, невладините организации се жалат дека државата и општината не превземаат мерки против загадувањето. Значи овие невладини организации, ова се граѓаните на Тетово. Тие кажуваат дека се гушат и дека живеат во загаден град 8 пати повеќе од дозволеното во моменти кога Југохром-Јегуновце не работи, речиси 2 години, може би и повеќе. Цитирам: освен што не се инвестира, не се превземаат дури ни конкретни работи кои не бараат големи инвестиции. Инспекторатот не работи како што треба и секако ќе се вратиме на старите методи со активирање на граѓаните, ако треба и со протести, изјави Елмедин Абдулаи од организацијата Мајка и дете. Значи, не зборам за политичка организација, не зборам за политичка партија, не зборам за власт или за опозиција. Зборам за граѓани на Тетово, кои што во јануари оваа година организацијата Мајка и дете од Тетово е загрижена што дишат 8 пати позагаден воздух од дозволеното, при што Југохром-Јегуновце не работи и напоменуваат дека ниту општината, ниту државата не превземаат конкретни мерки. Ова се забелешките кои што сакав да ги пренесам во име на граѓаните од Тетово. Благодарам. Благодарам. Контрреплика, заменик министрот за животна средина.